Утрово, точно во 7 часот, беа отворени двете избирачки места, едното во затворот во Прилеп, другото во Старскиот дом, каде согласно изборниот законник на ден пред утрешните двојни избори гласаат затворениците и лицата сместени во домот. Од Општинската изборна комисија велат дека избирачкиот материјал е доставен на време и денешното гласање, кое ќе заврши во 19 часот, се одвива без никакви проблеми. Бројката во затвор е 104 лица, од кои 27 се од Прилеп, а во домот за стари лица исто бројката е 68, од кои 33 лица се од Прилеп. Зголемена бројката за болни и изнемоштени лица. Вкупната бројка е 455 вкупно со изминатиот круг за председателски и парламентарни сега избори. Иначе примивме ние точна бројка 171 барајне, од кои прифатени од наша страна беа 164. На избирачкото место во домот за стари лица Киро Крстевски Платник од утринава раздвижено. Станарите трпеливо чекајки на својот ред го остваруваа своето гласачко и со устав загарантирано право. Поголемиот дел од нив, иако тешко подвижни и со отежнат говор, ни рекоа дека редовно си гласаат, а другите пак полни со очекувања дека политичарите победници по изборите немало да заборават наветувањата дадени во изборната кампања. Па јас очекувам од новиот председател и од новата власт она што ни обеќаваја, што ни ветуваја и верувам оти ќе исполнат така. Верувам во нив. Дали до сега секогаш гласате? Да, секогаш. Секогаш, да. 21 општина гласаат 68 штитеници во овој Старски дом. Избирачкото место е отворено точно во 7 часот и се до сега се одвива без никакви проблеми. Се надевам дека до крај на денешниот избирачки ден до 19 часот нема да имаме никакви проблеми. Истата бројка на 68 штитеници и на овие втори председателски и парламентарни ги имаме исто како бројка за гласање денес. Инаку, во општина Прилеп, според единствениот избирачки список, право на глас имаат 62.169 граѓани, кои своето гласачко право го остваруваат на 142 избирачки места. Во првиот круг од председателските избори на 24 април на гласање излегоа 56,64% од гласачкото тело. Неважечки гласачки ливчиња имало 1294.